Беше вовет, ние со господин митрополит се слушавме и веќе имаме искуство во Крушево, го бевне. Тој има богат начин на изразување и јас мислам дека она што ние како лица со инвалидност овде и општо што го имаме, понекогаш треба од друг агул и од друга димензија да го слушнеме и оно што велам дека сите размислувања се добродојдени, а целта е единствена, за да имаме надеж и позитивно очекување. Благодарам за отвор. Почитуван председателе на мобилното Јанко, сите вас ве поздравувам што дојдовте од Битола и од другите градови, како што нагласи председателот, и од Куманово и од Кочани, и од Штип. И од Штип. Ви посакувам навистина еден успешен период на оваа работилница која е отворена во Сдруженијето во мобилност и се надевам дека после предавањето ќе отвориме некоја дискусија што ќе произлезе од темата. Јас исто ја имам темата на едно е надеж, а друго е очекување, тоа што го изнесуваше председател, ама сосема друг пристап ќе имам, повеќе теолошки и лингвистички, отколку антрополошки, како што имаше председателот, и тоа мислам дека ќе ве заинтригира сите, зашто нема да бидат овие пристапи во работилницата еднолични, туку како што ги нагласи председател доктор Јанков, различни мислења треба да се слушнат. И многу ќе ме радува и вашите мислења да ги чуеме. Што е разликата? Прво ќе се осврнам зошто ги употребуваме овие зборови надеж и очекување. Често пати луѓето ги поистоветуваат двата пристапи. И кога велат надеж, мислат на очекување, и кога мислат очекување, мислат на надеж. Не е прв пат, веројатно, да се слушнале и на средствата за информирање, и тоа прилично вака познати личности да го употребуваат зборот надеж таму каде што треба да се употреби очекување. А зошто има разлика? Има разлика во тоа, како што ќе следи во предавањето понатаму, ќе видите дека надежта е нешто што е поврзано со Бога, а очекувањето е нешто што е поврзано со ситуацијата во која се наоѓаме, или природната ситуација, или научниот пристап кон ситуацијата. И тоа ни дава ограничени очекувања. Надежта може да биде безгранична, а очекувањата може да бидат ограничени. Ама вие ќе слушате на телевизија и тоа и од познати личности. Имам надеж дека, не знам, за некое време, 2-3 месеци, ќе завршиме таа патна делница. Ама тоа може да се наречи надеж или очекување. Проблематиката со тоа сакам да ја отворам во суштина, а после да пристапам кон тоа што е надеж, што ни вели Евангелието, што е надеж. Во посланието до евреите апостол Павле пишува: а верата е
подлога за увереноста во она во кое се надеваме и убеденост во она што не се гледа. Значи, основ за надежда е верата. Ако има човек вера, а пред се вера во Светата Троица, оти понатаму човек се прашува, чекај сега, ајде, надежда е поврзана со верата, ма што е вера тогаш? Исто така и за верата има тоа, верувам дека тоа ќе биде така. Да верувам, ама не верувам во работи, не веруваме, туку тие се некако тикнати од многу ситуации кои ни се случуваат во животот. А верата не е поттикнато тоа, верата е вера во нешто што ние на некој начин имагинарно го доживуваме, личностно го доживуваме, сами за себе го доживуваме. Така во символот на верата, кој го читаме во црквата редовно, се вели што е вера. Верувам во едниот Бог, Отец, Вседржител, и после продолжува вера во Господ Исус Христос како Син Божи и вера во Духот Свети. Значи, тоа е вера, ама тоа од друга страна е основа за се што се надеваме. Се надеваме дека правата вера во Светата Троица, Отец, Син и Свети Дух, ќе не донесе во надежда, а надежда повторно ни открива Светото Писмо, е во идниот живот. Значи, немам овде во овај свет потполна надежда. Дека тоа се што ни се случува овде е последно и конечно. Туку верата кај тие што веруваат во Светата Троица, па и кај другите, земете и кај муслиманите, кај будистите, не завршува со последниот здив на животот. Туку таа продолжува и понатаму да се остварува и кој верува во иднината или во идниот живот, тој се нарекува верник. Тоа е основа за надежда. Значи, човек што има права вера, има надеж во вечниот живот. И тоа е разликата. Ќе видите, после ќе направам, значи, што е очекувањето и надежда. Надежда е секогаш поврзана со вечниот живот. Ама замислете, човек што има надеж на вечниот живот, тој ги исполнил скоро сите недостатоци што може да се јават во овој живот. Зошто? Ако нешто не се случи во овој живот, ќе се случи во иднината. Ние сме вечни битија. Тоа ни го вели Светото Писмо, тоа ни го вели верата во Светата Троица. Ние не сме ограничени битија од денес до утре или од кога сме се родиле до крајот на овој живот на земјата. Туку сме вечни битија. Во таа вечност може да бидеме во различна состојба. Видите, за една иста тема ние со почитуваниот претседател на доктор Дијанков имаме различни видувања, различни, а сите колку ги има луѓе имаат различни пристапи кон животот. Еден со еден пристап, друг со друг пристап, а најразлични се. Тоа треба да го сместиме во надежда за вечен живот. Тоа е многу важно. Ми се чини да имаме разликата прва меѓу надежда и очекување, теолошки говорам,
почнува во тоа што имаме ние различен пристап во животот, а преку верата. Веројатно, сите сте возрастни и сте виделе разлика каква постои меѓу човек верник и човек неверник. Таа разлика што постои во суштина постои и во сваќањето за животот, и во сваќањето за болеста, и во сваќањето за недостатоци, во сите аспекти. Нема, значи, некој аспект од животот што не е опфатен со верата, а се што е опфатено со верата, опфатено е со надежта. Надежта е таа што ни вели, добро, сега си болен. Ама утре, односно задутре, односно по 100 години, нема крај животот. 100 години се ништо во вечноста, ма милиарди години имат поминато кој е створен свет. Што значи дека ние не се ограничуваме да живееме милиарда години, кои вака изгледат бескрајно многу. Туку вечно да живееме. Во таа вечност нашата состојба нема да остане таква. Тоа е надежта која не поттикнува сите да имаме сваќање дека верата во Бога ни го носи тоа. А очекувањето ќе видите е нешто друго. Значи не е слично со, иако се употребуваат како синоними ова, велам, ама се употребуваат со нетеолошки пристап. Значи верата се употребува често пати како очекување, го спомнавме тоа. Многу ми не ќе слушате, имам надеж дека таа патна делница ќе заврши до тогаш и се ќе биде оформено. Ма тоа не е надеж. Надежта е секогаш поврзана со Бога. А очекувањето е сосема нешто друго. Очекувањето е поврзано со многу чинители во овој свет. Тоа значи најчесто природни чинители, по закон, не овој што го пишуваат празниците, туку по природните закони. А тие се неподмитливи, како што знаете. Сега човек што сака да има правилно право очекување, очекува нешто што е во согласно со тие природни закони. Не може да очекува нешто што не е согласно, тогаш тоа го велиме. Во црквата постои, ама тогаш го велиме чудо. Тоа е чудо, тоа не е значи очекување дека мора поредовен пат да ни се случи. Тоа е многу важно да ги правиме тие дистинкции, тие разлики меѓу верата што ја раѓа надежта и очекувањето кое е производ на природните законитости. Очекувањето не е производ на верата. Може да очекуваш работи и ти ги докажа, да кажеме. Сега зборуваме со почитуваниот председател за тоа дали терапијата моја што ја примам има некој нуспојави. Ама тоа може да се испита и се испитува и се има некаков заклучок кој постојат тие научни часописи каде се објавуваат тие сите испитувања кои се прават. Ама или, да речеме, очекување може да се роди, изборувам конкретно за мултиплекс склероза. Велат нема лек за мултиплекс склероза, дека се работи, дека сега јас не можам да имам надеж, тоа би било така нескромно
по однос од тоа дека Бог по секоја цена ќе ми помогне, додека сум жив ќе се најди лек за мултиплексот. Воопшто не значи. Значи, може да имам очекувања и треба да имам очекувања дека може би некој додека сум жив ќе се најди лек за мултиплекс склероза. Ама надеж не можам да имам за тоа, затоа што не сум сигурен дека Бог сега ќе ни го пројави. Шо се 100 години за Бога? По 100 години може ќе го пројави. Таја разлика, мислам, е многу важна меѓу надежта и очекувањето да ја правиме. Еве и уште очекувањето сум запишал, очекувам да бидам подобар со здравието, зашто ја примам соодветната терапија. И може и секој кој има некаков недостаток во здравието да очекува тоа. Ама надеж дека сигурно ќе биде подобар, ја црпиме од Бога, ако сакаме, секогаш. Ние не можеме, значи овие работи во главном се утврдени. Ако примиш аспирин, не знам, ќе ти се случи тоа и тоа. Ама нема такви импликации по однос на надежта во верата, зашто Бог не може никој да го принуди на нешто. Ниту лекот кој го примаме, ниту некој закон кој постои во овој свет. Бог е творец на се. Тој ги создава законите. Сега, на основ на тоа, тој не може да биде принуден од нешто. Туку може да биде само одоброволен. А со што го одоброволуваме? Со молитвата наша. Секогаш да биде коректна молитвата, значи не да го условуваме, туку да велиме, ако сакаш Господи, ако сакаш тоа да биде, ако сакаш тоа да биде, а јас ќе се приклучам на твоето сакање. Ти ако цениш нешто дека е добро да се случи, тоа да се случи. Ама и ако цениш нешто дека поинаку што јас не го разбирам во овој момент дека е добро, дури ни за мене, и тоа да се случи. Тоа е духовна надградба голема, која човек може тоа да го размисли. Зашто често пати во животот ние цениме лесно да го поминуваме животот. И обично човек додека нема некакви тешкоти со здравието, сосема на друго место му е умот. Тој мисли за тоа како да заработи за куќа, за кола, за нешто трето, четврто, а најмалку мисли на здравието. Ама ако го губи здравието, тогаш почнува да мисли за здравието дека е централно, дека е нешто многу важно и дека сите други работи се споредни. Во тоа се состои нашата соработка со Бога. Значи, Господ, од една страна, тој е моќен се да ни заповеда, се да направи како што тој сака. Ама од друга страна, затоа имаме соработката со него, тој дозволува да соработи, како ова работилници, живелиме, после тоа дискусија да развиеме. Значи, секој од вас ќе може своето мислење да го каже. Пак ќе биде како Господ сака. Значи, ние треба да му допуштиме. Сега можеме да се бунтуваме. Извинете. Можеме, значи, да му речеме на Господа, зошто Господи мене ми даваш болест, а на овај другиот комшијата не си му дал, а тој е полоше од мене? Најчесто ни изгледа другите секогаш полоши и помалку вредни од нас и се прашуваме
за нас зошто го имаме тој недостаток, а тој другиот го нема тој недостаток. Тога некако нашата вера, а и да не речемо нашата слабост во верата, ни се поставуваат такви прашања. Зашто тие прашања во суштина одговор може да даде само Господ. Често пати се случува тоа дека одредена болест ја добиваме за да имаме искуство. Сега, човек со тоа искуство на болеста не е повозвишен од оној кого нема тоа искуство. Само човек што влегол во искуството може да ви говори за искуството, односно може да ви говори за работи слични или идентични. Ако не го доживеал тоа, приказни може да ви кажува. Така што често пати не значи на основи на тие приказни може да се прави некаква аналогија. Гледате, цел факултет, еве докторот е овде со нас и цел факултет медицината на нечии искуства се поставува и по нечии експерименти се доживува. Значи не е тоа одрака некој кој се расе, ај сега земи тој лек или туку се испитување. Ама испитување во кои учествуваат болните. Не може сам доктор да го направи тоа испитување, а да нема врска со болеста или болниот. Да кого ќе го направи тоа испитување? На себе, ако го нема тој недостаток, ништо не значи. Ама ако го има тој недостаток преку болните, тој знае како реагираат многу мина. А да не речам да го има тој недостаток е како доктор што не им го посакува, тогаш уште поуспешен ќе биде, зашто многу од терапевтите успеале да бидат многу прецизни, токму заради тоа што ги имале тие болести на кои наоѓале соодветен пристап и лек. Затоа што огаш повторно се враќаме на искуството. Друго е со искуство кога некој прави експеримент, а друго е ајде одрекла казала што се вели. Кога го има собственото искуство, тргнете од било која состојба која вие имате. Кога има и знаењата како доктор, тој сосема полесен пристап има кон сите тие тајни, ајде да ги речем, кои се за луѓето кои не го познаваат тоа. Тие се пристапи, јас уште ќе се освртам на тоа дека веројатно не дадов многу утеха, зашто и смислата на ова предавање не беше за утеха. И често пати тоа го нагласувам. Најчесто треба човек да го поттикнеш сам да си даде утеха. Ама кога го поттикнеш сам да си дава утеха, веќе си ја завршам човекот работата. Ние недостаток имаме најчесто тоа сами да си ја носиме утехата. А утехата е производ како на верата, тоа значи на надежта, така исто и на очекувањето. Значи, едното е поврзано со Бога, надежта, а другото е поврзано очекувањето со познавањето на одредени природни склоности и природни законитости. Ако ги познава човек тие природни законитости, како сега што го зборувавме примерот, ако некој е доктор и при тоа ги пати од истите
симптоми кои ги има и некој друг човек кој со истите симптоми. Тој го има и знаењето и очекувањето може да му биде поголемо. Односно тоа, ако го примам тој лек, тоа може да се случи, а додека ако не го знае, не ги знае тие знаења, човекот може да биде многу поколеблив кон тоа. И уште да спомнам дека често пати во животот најчесто луѓето што имаат одреден недостаток или болест или добиваат утеха од луѓето само на збор. А тоа значи дека утехата се состои од тоа, ајде ќе бидеш добар. Што значи тоа за човек што го доживува и го живее тоа дека не е добар? Ќе бидеш добар. Ама таа е површна утеха. Важно е во моментите кога му треба на некого помош, тоа му е утеха ако му е дадеш. Чаша вода нека е. Да не кажам, луѓето имаат потреба многу поголеми работи. Ама чаша вода да е, утеха е ако му ја подадеш. А да му речеш, ајде, да бидеш добар, јас ти сакам, ама вода друг нека ти донесе. Тогаш, што си направил? Значи, важно е за тоа да имаме утехата, да ја даваме практично. Не да ја даваме само на збор. На збор е многу лесно да го теш. Колку луѓе се слушнале од најобична болест, од грлото нека се болни, па ајде ти ќе бидеш подобар, имајќи можеби и некаква желба, ајде да не излезат од ситуацијата дека ништо не пружиле. Ама во ситуацијата многу е важно, секој од нас различен на нека тешко ти е носи, да знаеш да се сочувствуваш со него во ситуацијата како јас да ја носам, како самиот на мене да е таа ситуација. Затоа е многу важно да ги разбираме луѓето по однос на тоа каква потреба имаат. Таа потреба не можат сами да ја завршат. Јас овде дојдов, ако гледате, со помош на други. Тешко ќе можев да го изодам мој пат, да не речам и никако, ако требаше сам да го одам. Тоа е важно и сега често пати можеме и разлика да правиме во средината во која што живееме. Фала му на Бога, велам, што домашните луѓе ја превземаат таа одговорност најчесто, ја преземат одговорноста да ни помагаат. Ама во други средини, во други држави, да кажеме, затоа се социјалните осигурувања пак многу ефективни и ги превзема некој старечки дом или некоја болница или не знам, и луѓето тие се помогнати во такви услови. Ова што овде го прават луѓето домашни. И едните и другите се важни. Стручноста во тоа не мора да значи дека треба да се научи на некој факултет. Самиот живот не учи на тоа каква е потребата на другиот. Само ако сакаме да влеземе во неговиот живот. И тој ако ни дозволи да влеземе во неговиот живот. Ако сакаме да влеземе во неговиот живот и ако имаме дозволата тој да ни влезе, одма ќе откриеме потребата, каква потреба има болниот
човекот кој има недостатоци, каква потреба има од мене, да кажеме, или од некој друг кој е во подобра уште ситуација. Ето тие се клучни работи, клучни факти кои не треба да ги одминуваме, никако болни, никако условно речено здрави, зашто здрав човек скоро да нема. Си се лажат луѓето дека се здрави. Што има смрт? Нема здрав човек. Еднаш сите умираме. Некој порано, некој подоцна. Само треба да сватиме дека додека сме живи треба да го живееме животот како посветеност на другите. Тоа е највозвишената работа, да го живее животот за другиот. Секако треба да ти дозволи. Постои таа болет меѓу нас која луѓето се затворат од различни причини. И не сака никој да влезе во неговиот живот. Не сака никој да влезе во неговиот живот, ама и кога ќе му треба помош, и тогаш ќе го немаш другиот. Затоа, еве, Запад што не се случува. Затоа ги ради тие социјални установи, затоа што очигледно им треба помош на луѓето, очигледно е дека нема кој да им помага. Ама за пари се е можно. И тоа го прават за пари. Ама тука, во овие услови, ние немаме можеби можности за пари, тоа толкави пари кои се екстремни за оваа средина, да го направиме, ама го правиме во заедница со нашите ближни. Имаме заедница уште, без разлика што може би ослабнета после некое време кое го поминувавме во претходната држава, односно пред систем претходниот, не државата може би и не е толку битна, и вака и такава постоја, ма системот е битен во државата, кој ја намали верата на луѓето со тој надежда. А очекувањата често пати сами по себе се намалени. Еве, да кажеме, од болеста од која јас сум болен, мултиплекс склероза, немам лек. Како можем ја да имам очекување дека ќе има нешто, не знам, некои возвишени напредоци? Нема. Луѓето кои порано беа болни од мултиплекс, велат до 2000 година многу потешко ја поминувале болеста, затоа што уште помалку лекови имало. Се има некакви лекови кои се во главно да стопираат болеста на одредена точка и колку успеваат прашање стално, ама нема лек што ја лечи таа болест. Како да имам очекување јас? Очекување значи немам, ама надеж имам дека во тој иден живот во кој треба да стапиме, нема да ме се пресели се и сите недостатоци кои ги имам. Затоа е потребно да работам, да немам греф. Ако така се сакам да се, односно ако се преместува и во идниот живот, и гревот се пренесува во идниот живот, тога што ќе правиме во идниот живот сите? Колкумина ќе ви речат дека не сакам идниот живот да биде како овој живот. Не само за болеста, туку и сиромаштијата и недостатоците кои човек има. Затоа е потребно да имаме надеж во верата. А очекувањата секогаш да ни бидат поврзани по однос на научните достигнувања,
на услужноста на центрите што треба да дадат услуга, ама тоа се споредни, многу поспоредни работи отколку надешта. Не знам дали се што имам тука запишано би пренесов, обично ова џабе го пишувам, то не ми е првот, пишувам како треба да се движат работите, ама никој не се придржам на нив, како слободно се отвараат темите, така разговарам. Во секој случај би благодарам на сите што имате трпение да ме се слушате, а ако има некој нешто да дополни, повелете, кажете вие. Јас кога се разболев имаш 2003 година. Имаше само 2 терапии. Бетаферон и ребиф. И немавме избор на друго нешто. Само со тие 2 терапии се лекувавме. А сега има Дејан. А сега има доста повеќе терапија. Ама за мене па не е достапна сега затоа што докторот вели дека било доцна. И сега јас си терам со копаксонот, сега го примив. Очекувањето мое е само да вежбам и да ја примам терапијата каква таква. Тоа е мислам, не знам како да ви опишам. А докторот кога зборуваше за рампи и пристапност, кога излезете од тука видете рампата што е таму направена. Таа рампа е животот наш. Тешко искачлив. Тоа сакам да ви кажам само. Да, вака. Добро, многу е важно со визија да гледаме, а тоа значи и кога не сме во ситуација да бидеме со недостаток, да знаеме преку другите да влеземе она што го зборува во животот на другите и да го почувствуваме тој недостаток. Како свој, како на себе. Јас го спомнав тоа и се сеќавам дека вела до 2000 година скоро немала, не, до 2010 можеби, немала толку успешна терапија за мултипла склерозата, сега се малку поуспешни терапиите, ама буквално беше срамно да се сподели, срамно да кажеш, ќе го имаш како страшно, срамно да беше овој куќи да те разбере како да не можеш нешто, овој читак, ти ги имаш значи се беше многу позатворено, ама од друга страна многу подобро од ова денес. Денес имаме отворено се, многу можности, а ние самите пристапот ни е забранет до некаде. Мислам, може сами си го браниме, не знам како да кажам. Пошто сите знаеме нас дека кога ќе слеземе од тука ни треба рампа. Ама ретко кој ќе ја направи таа рампа. Мене не ми е гајле, па тоа е тоа што го зборавме, јас и се сакам, што го збораше. Јас и се сакам толку многу сами од себе, што мене не ми е гајле за околината дали има рампа или нема рампа. Па и на телефон го разговаравме, ми се чини, ако памтиш пред 1-2 недели. Да. Сигурно е тоа, зато велам дека најуспешен е тој што успеа да влезе во животот на другиот. Значи да не му биде само како некоја лекција, не знам, и да биде неинтересиран за тоа, туку да влезе во животот на другиот. А тоа е на некој начин предизвик голем. Значи, што му недостасува на другиот? И тогаш ќе стигнеме до рампата. Ама ако немаме таков обид да влеземе во животот на другите, ако мислиме дека сите треба да бидат како што се здрави луѓето, тогаш имаме друг пристап на животот воопшто.
Затоа го спомнав тоа дека болеста, недостатоците физички нудат нови искуства во животот, тие кои ги нема здрав човек. Здрав човек може да ги чита од некаде, може да, не знам, да има мислење за них, ама никогаш како искуство, а нема подлабоко и поважно од искуството. Да. Има некој друг нешто да ни каже? Да. Кажам нешто. Па. Дали беше некој друг? Не. Мислам дека слушам, ја многу гласно зборам. Немам потреба, многу гласно зборам. Аз за снимањето. Јас сум Елица Трпковска, председател на Мобилност Штип. Јас пака на кратко малку ќе се осврнам на правната страна. Сметам дека од државата треба системски се да се решава. За жал имаме многу закони, за жал законите не се имплементираат. Тоа е проблемот тука кај нас. Инаку закони ги имаме и отстапуваат од законите, ќе тргнам. Еве закон за вработување на инвалидни лица. За жал, таму со високо образование ретко кајде да вработат со високо образование. Ја жив пример бев. Јас со работно искуство од 27 години што работев како правник во Македонка, јас на крајот останав да ми нудат да бидам сендвичарка. Сендвичи да правам и да продавам. И јас викам на комисијата, јас нема да можам да работам. Ама не, вика, ти можеш да работиш. Викам, да, можам. Ама нема да можам сендвичи да правам. Ама не, можела си, ти кажуват там препораки. Да, викам, ама дома за двете деца можам да ја направам по сендвич, да ме чекат 100 души надвор, да чекат да ја направам сендвич, сигурно нема да можам. Значи, високо образование, барам кај нас, не знам по другите градови како иде, знам дека е голем проблем, меѓутоа, значи, тешко, буквално тешко. И на крајот фала на Мобилност Македонија, ме вработија таму како секретар, стигнав и до пензија, фала му на Бога, значи, јас викам и мало Господ. И, значи, тоа е закон за вработувањето. А еве закон за социјална заштита. За жал таму, може би малку премногу критизерски ќе биде, ама кога слушнам кои земат надоместок за туја нега, верувате, јас беснам, еве наискрено зборам. Гледајќи кај мене кои членови тешки инвалиди, не им се даде на нив, а земат, гледајќи ги па други здрави прави дојдат, само да прашат нешто, и тоа ми иритира премногу. Значи, не сум ја крива, не е законот крив, докторите, комисијата е крива таму. Не може ти да дадеш на некој што гледаш има документација дека не е добар и дека нема да може, не да нема да може, он ќе може да обстане, ама за да може, ја пример ќе се ставам, јас пример ќе се ставам. Јас имам пуно работи што јас можам само да ги работам. Точно дека се можам. Ама имам нешто што стварно не можам. И сега јас за да го тоа остварам, морам да побарам помош, ама верујте, морам и да го платам. Тоа значи дека таа нега, фактички тоа е тоа. Тоа е надоместок, значи за тоа ти послужи. Не да викаме дека за храна, за јадење тоа или за тоа. Не, тоа ми фактички послужи за да можам да платам за некоја услуга, некој што ќе ми направи. Има многу таму ситуации, барем за тај закон, што многу треба да се дискутира и многу треба и комисиите малку треба да ги скритикуваме кога дојде за тоа. Лажам ли се, докторе, лажам ли се или не се лажам? Факт е тоа. Сите закони, закон за градба, за градење, навидумот се има у законот предвидено, меѓутоа која зграда технички прием треба да се направи, пуштат ја. А каде се сите пропретни работи што треба там да се на место да се направат. Па на локално ниво, па рампи, да, кај нас во Штип направија рампи скоро секаде. Значи толку бев упорна до општината, барање врз барање, и ја напишам точно улицата која е за симнување на тротоарите, точно напишам пред која институција нема рампи,
Меѓутоа немаме лифт. 100 пати вика, неизводливо е, вика, за лифт, нема да може. И се разговарам со некои од архитектите, пошто не се разбираме тоа како не може, од надворната страна може. Значи, не се сака. Тоа е тоа. Добро, тоа што го кажувате, Доволно ми. скоро може да констатира дури во другите држави. Земете Америка како најбогата, таму се треба да платиш. Ништо нема социјална помош. Овде се нарекува социјална држава, исто пак до последно не е социјално, зашто ги има тие недостатоци кои еве ги споменате. Ама во суштина затоа повеќе зборував за тоа дека луѓето од семејствата кај нас или оние кои се надградени теолошки треба да имаат еден пристап до болестите или до болните од одредени болести и тие да бидат главната помош. Значи да сака некој доброволно да помага. Иначе дека може се да се наплати, не ќе може. Еве, очигледно Америка ни е пример. Најбогатата држава во светот со најмногу катастрофални случаи затоа што немаат да платат. И болниците воопшто не ги третираат. Тоа значи дека треба, затоа и ги одржуваме овие работилници, пристап теолошки го даваме, за да може човекот преку своето менување на себеобразноста да може поинаков пристап да има кон болеста. Зашто најчесто луѓето што не се болни не ги разбираат луѓето што има недостаток или некаква болест. Се додека не дојде во друга ситуација, ама може никош цел живота не дојде во друга ситуација и ќе си мислат за тоа пак како да спечалат стан, куќа, кола да купат или нешто да го зголемат бизнис. Тоа се во суштина на некој начин работи кои не обкружуваат во животот. Тие не се нешто чудно, зашто ги има, како што спомна, во цел свет. Не е нешто во нашата држава. Нашата држава е сиромашна. И тоа е единствен, може би, оправдување зошто не може на сите болни да им изгледа во претрет. Не е богата држава, Америка е богата држава, а пак тоа не го прави. Таа разлика, мислам, треба да некако да ја доживееме и да ја сватиме. Да. Има некој друг нешто да ни каже? Јуначи, никош. Ајде. Јас сум Митко Ивановски, иначе дипломиран правник и секретар на Сдруженијето Мобилност Битола. Мислам дека не се работи за тоа дека нашата држава е сиромашка. Ние сме со недостаток на свест. Првен сами за себе, после и за другите. Ево и јас сум, да речеме, инвалид со една парализирана нога, меѓутоа до утре да ми објаснува колешката Елица како е со една рака, не можам да ја сватам, затоа што имам две. Ама јас можам да предпоставам со кои маки се соочува, затоа што со слични маки јас се соочувам. Во нашата држава имаме сиромашка свест, не сваќаат луѓето дека ние сме дел од ова општество, можеме да бидеме многу корисни и дека само малце ни треба, не треба многу материјално, отколку внимание, да ни посветат за ние да бидеме корисни членови на ова општество. Ние
овде ретко кој да видите да се развел, да не почитува семејство, дом. Ние сите тука станавме родители, станавме добри сопрузи. Значи, ние само се бориме со пристапноста наша кон реалноста, кон стварноста. Ни ја ограничуваат со секојдневните глупости што и прават. Направиле онда рампа за скијачки скокови. Не идат нас да не прашаат како треба да изгледа, ние знаеме што ни треба и ќе му кажеме како треба. Ова рампа по која вие доаѓавте е по нагибот, по пропис направена, меѓутоа ставиле плочки што се лизгаат. Малце да падне дожд, ние ќе се отепаме, таа е неупотреблива. И не е само нешто да го направи. Затоа ви велам дека не се работи за сиромаштија во материјална смисла. Сиромашки сме во свест. Многу години посветивме на борба со општеството, со луѓето, да им докажеме дека ние не сме некои таму, ние сме дел од нив, дека ние сме секојдневие, дека и тие утре може да бидат како нас, ние не можеме да бидеме здрави. Барем не во овој живот. И така, дојдовме во ситуација сега да јас, например, не очекувам да биде подобро. Ето, најлоши изгледа се песимисти, оние разочарани оптимисти. Секојдневно се боревне, се докажувавне, час оди малце напред, час врати се 2-3 чекори назад. Моментално ситуацијата е 10 чекори назад. Дали ова кризата и економска и општествена си го стори своето, луѓето воопшто не размислуваат за нас, нити се обидуваат да сватат во која состојба сме. Толку, мислам јас. Да. Благодарам на вниманието. Поглавно, може би да се согласам со тоа што кажувате, освен за тоа дека може да биде подобро, не треба да бидеме песимисти, а тоа значи дека еден период кој го поменувавме на атеизам, а тој беше долг, 50 и нешто години, тој допринесе сега тие плодови да ги имаме. И не отуѓи нас од едни од други, прво од Бога не отуѓи. Шом нема човек одговорност пред Бога, 2 пати малку има одговорност пред ближниот. Зошто се интересира вели некој за ближниот, кога може животот да си го употреби за собствените страсти да ги задоволи. И тогаш, ако за тоа се употреби животот, тогаш е сосема различен од тоа да биде хуманитарен живот. А теологијата или животот во Бога не учи дека другиот е моето постоење. Јас живеам за другиот, ама и другиот живее за мене. Тоа е многу важно. Ако ние живееме за другиот, сосема поинаква сваќање за животот имаме. А ако не живееме за другиот, имаме егоистично сваќање за животот. Мене да ми биде добро. Се ќе направам јас да го живеам животот добро. По своји сваќања добро. Не велам дека тоа е воопшто за сите добро, ама тој од собствените страсти што не се борел во животот, добил впечаток дека тоа е добро, егоист да биде. Иако бил егоист, дури тоа и се наградува. Општеството станува толку егоистично што ги наградува егоистите. Тоа е, мислам, главниот проблем. Не е проблем за тоа дека ние не можеме, не знам,
да дадеме социјална помош или да собереме одредени средства за тие што им требаат. Ние имаме егоистички сваќања зошто да го правиме тоа. Тие егоистички сваќања се недостаток на вера во Бога. Ако имам прво таква помисла, зошто? Тогаш јас сам ќе се осудам себе си или треба да се осудам себе си. Зошто да имам такви сваќања да не го третирам другиот или ближниот или оној кој има потреба? Ама ако имам такви сваќања, дека мене е важно да ми биде добро, а тој другиот, пушти го. Тогаш ќе има сваќање како што сега има во општеството. За жал. Само пак мислам, барем јас така си мислам, дека домовите во потесно семејство уште не се разградени до таа мера да го напуштаат. Некаде не е исто тоа, ама фала му на Бога што не држи таа компактност во семејството уште. Не е, значи, се разградено и да не му е гале на членот на семејството дека неговиот ближен има потреба од него. Уште понапредно би било да не биде тој член од семејството, да има грижа за ближниот. Комшија не да менка биде или во иста мала да живее или не знам. Ама ако веќе тоа го нема, ако не може да констатираме дека многу малку го има, тогаш балем оној со кој живее човек во семејството да има некаква одговорност. Сега, колку се успеа во тоа, јас мислам затоа е многу важно да се вратиме во верата во Бога. Оти таа е докажана. Ова што сега го зборуваме за старите генерации, генерацијеве на дедо ми мој покојниот, било безсмислено што вакво предавање да држам во тоа време, да речеме во, не знам, пред Втората светска војна. Поскоро безсмислено било, зашто луѓето поинаку самите го сваќале животот. А сега го сваќаат поинаку, за жал, и стануваат егоисти. Одлично. Јас мислам дека целта на ова наше дружење е извршена начин дека направиме една синтеза меѓу она што е реалистично, да го речем, во сега, и она што е како и она како што е она старото што постоело од секогаш, и дека треба да се направи една синтеза. Факт е дека нашата држава, нацијата, е на прагот на екзистенцијална криза. Криза на идентитет, криза на нееднаквост, криза на воопшто, значи, екзистенцијална криза, и тука треба модус на филозофско-теолошкиот начин да се спојат, за да може да обстрани државата, да ги најди вредностите. Јас ќе кажам една практична од мојата фамилија. Мојата фамилија е дојдена во Битола од 1841 година. Предедо ми бил трговец и од тогаш до денешен ден во нашата куќа, без разлика дали ние манифестиравме голема верништво према, доаѓал поп. Дури и во најлошото време, најдиката, 45-та до 91-та, во нашата улица само кај нас идеше поп.
И се пеше, се правеше, идеше Попа Малевски. Еднаш беше години, брат му Вадо Малевски, знаете. Многу разговараа со мене и вели дека почнува да се губи оној период, што велите дека 50 години, сега се последиците, и тоа е точно. Сега се последиците кои го прават ова, да ние имаме едно, значи, неопходен е напор да се усогласат. И тука практичноста во животот и теолошкото размислување мора да најдат пат за спас на нацијата. Спасна. Оти имаше правила, имаше почитување. И, значи, многу работи што порано постоја и сега индиректно во овие наши разговори почнува да ни се вртат низ умо шо било нашите родители, еве кажува митрополитот рече за дедо ми, дали било или било можно. Ние се почнуваме за да сега после овие наши насобирања и наши искуства почнуваме да размислуваме кај сме, што треба да направиме за потаму, за да видиме и поправедни, и подостојни, и да го поставиме животот во еден колосек, во кој ке полека ги добиеме оно што Митко да го кажа и оно што јас го кажав. Во тие диаграми ми е жал малку што не се гледаше, се беше опфатено де факто, без многу зборови, за да се свати кај сме, шо сме и колку е динамиката голема. И во секој случај сметав јас дека овие размислувања што владиката овде ги кажа, се пожелни и добри се како основа да размисли. Не може никој наеднаш да ти го натури мислењето, ниту пак да те убеди, меѓутоа ти вели дека таа оно што го каже е точно филозофско мислење, рече надежта и очекувањето. И ние, точно, јас го кажав на почетокот, дека ние имаме еден агол, ама треба да го слушниме и видиме и другиот агол, што може не може некојаш и да го сватат, а полни нема, или не сакаат да го сватат. Крајот е во нас, меѓутоа, утре овие што е вода државата, ние краваме рака, да знаете. И му даваме неприкосновено, за да не тонат надолу. И значи, прифатете го што го кажа дека мисли дека куќа да направи, пари да направи, зова, нема е гајле за другиот. Значи, треба да се врати. Ние не збораме за гол алтруизам, значи за некој, меѓутоа да остане оно што вели што го пиши овде во Евангелието или вона. Никојаш не пишело тепај го, убивај го, омаложувај го. Тако збор нема. Нажалост, тоа не се случва нас овде. Ако не практично на лице места, го осеќаме. Нажалост. И мислам дека ова наше дружење, иако ние не сме премногу овде, дека беше многу продуктивно и дека во секој случај ќе излеземе малце така возвишени, што би се рекле, ако како секој си го осеќа. Благодарам уште еднаш, првен пас, владика, и на сите што бевте присутни тука. Сега ова детето замина, ќе донесе по еден сендвич, има малце дали некој дома ќе си го земе или она не е битно. Важно мислам дека ова наше дружење беше многу добро и многу ефектно и целта ја остваривме ние што си. А и најдовме добри соговорници кои сега за среќа ќе има, значи, за општо добро. Благодарам уште еднаш. Со шифра, замонтација, Ивано Интерно. Мушно беше некој, ќе знае долоси. Заврши, ама ние така. Кажав, како може од интерно да ми бара? Со ампутација сум со решение.
А сега за тоа разговаравме до сега. И па ете да кажам и јас. Да. Оти пред 3 дена засегната сум јас. Знаеш дека ќе може. Ке ми порасти рака, колку оди се намалва. Ами сакај да најдеме правдата кај Митко, кај колешкава од добро јас. Нема правда, кај да ја најдеме правда. Нема Калимеро, нема. Ние сме. Тоа е. Основа треба да упорни и оптимисти. Не песимисти.